Среда, 8 февруари, кратки вести во 12 часот. Во Охрид ќе отвориме канцеларија на УНЕСКО со што ќе ги потврдиме нашите заложби за јакнење, управување и промоција во зачувувањето на статусот на Охридскиот регион, истакна министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска во Париз, посредба со помошник генералниот директор на УНЕСКО. Истакна дека владата останува посветена на успешна имплементација на Конвенцијата за светско наследство, потенцирајќи дека веќе е доставен ажурираниот извештај за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведување на препораките од Комитетот за светско наследство. Охриѓани уште еднаш ја практицираат докажаната хуманост и преку социјалните мрежи организираат акција за помош на настраданите во земјотресот во Туркија и Сирија. Донациите во греалки, кебиња, средства за хигиена, како и парични средства се собираат во просториите на Мобикопи и Ивмари до петок 10 февруари до 12 часот. Кампања за помош започна и младинскиот клуб на турците, а на вонредна седница Советот на општина Охрид донесе одлука за доделување на 600.000 денари финансиска помош за настраданите од катастрофалниот земјотрес. Од планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид предупредуваат и апелираат да се избегнува за употреба патниот правец од Тешево Охрид, поточно делницата Дервен Царина. Овој патен правец практично не се одржува во зимскиот период и е небезбеден за сообраќај. Додаваат дека во текот на изминатите 3 викенди оперативниот центар на службата добила бројни повици за асистенција на заглавени возила, а интервенирано е во 13 случаи за излекување. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен североисточен ветер, максималната температура во Охрид до 0 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.